Растот на бруто домашниот производ од 3,5% во 2025 година ја стави Македонија меѓу 5 најбрзо растечки економии во Европа, а очекувањата на владата за годинава се уште пооптимистички. Земјава да се најде меѓу првите 3. Според премиерот Христијан Мицкоски, тоа е доказ дека во државата има поволна бизнис клима и тоа е позитивен сигнал за странските инвеститори. Сепак од владата велат дека конечниот резултат ќе зависи од случувањата во светот, особено од кризата на Блискиот Исток и можните поскапувања на енергенсите, кои директно влијаат врз економијата. Минатата година, 24-та, поради добрата втора половина, бевме во првите 10, оваа година сме во првите 5. А за оваа 26-та година, ако оди вака како што почна годината, не би се изненадали да бидеме во првите 3. Што значи тоа? Тоа значи дека конечно ќе почне полека, но сигурно да се чувствува и кај граѓаните, односно ќе се зголемува стандардот и куповната моќ. Според надлежните, градежништвото е главен мотор на економијата. Овој сектор е најголемата причина за зголемувањето на БДП во 2025 година. Премиерот вели дека тоа е резултат пред се на капиталните инвестиции во државата, изградбата на автопатите, железницата, регионалните и локалните патишта, како и голем број комунални проекти. Имаме историско највисока реализација во првите 2 месеци на капитални инвестиции. Од она кое што е предвидено имаме 25% реализација. Околу над 10 милиарди. Зборувам од централниот буџет, ако на тоа се додадат и инвестициите кои што се во јавните предпријатија, тука е и подпредседателот на влада и министер за транспорт, речеме, инвестициите на ЈПД по јавното предпријатие за државни патишта не влегува во оваа бројка, тоа се дополнителни инвестиции. И покрај случувањата на Блискиот Исток и шпекулациите за можен инфлаторен шок, премиерот уверува дека нема причина за загриженост. Тој порача дека владата внимателно ја следи состојбата со цените во маркетите и дека ќе продолжи редовната комуникација со трговците и производителите. Целта е да се задржи стабилноста на цените и да не се создаде дополнителен притисок врз домашниот буџет на граѓаните.